Пробивот на Доброполе. Планот за пробивот на фронтот започнал да се подготвува уште во текот на месец јуни, кога за командант на Источната армија, сојузнички војски на Македонскиот фронт, бил поставен францускиот генерал Франше Деспере. По извршената обиколка на целиот фронт и препораки од началникот на штабот на Српската врховна команда, војводата Живоин Мишик, се родила идејата за офанзива на целиот Македонски фронт. Одлуката била донесена со оглед на разузнавачките податоци дека моралот на бугарската војска бил многу низок поради долготрајното војување, започнувајќи од Балканските војни во 1912 година, како и односот на германците спрема бугарската држава, третирајќи ги како подредени, земајќи големо количество храна од земјата, без да имаат грижа за населението и армијата. Одлуката била да се изврши офанзива на Мегленскиот планински масив, на делот на Доброполе, на потегот помеѓу реките Лешница на запад и Сушица на исток. Доброполе било избрано од неколку причини. Прво, никој не очекувал напад на тешкиот и непристапен терен, каде имало и помалку артилериски орудија на централните сили. Главната позиција меѓу позицијата и резервната позиција на бугарската војска биле лошо утврдени. Резервните сили биле длабоко во позадина, а пристапните патишта за дотур на сили и муниција биле тешко пристапни. Со пробивот на овој дел, бугарските сили би се разделиле на два дела и со тоа би се принудила првата армија да се повлече од делот Вардар до Иранско езеро, долината на реката Струма. Главниот удар требало да го изведе српската војска, 6 пешадиски и 1 конјичка дивизија, со поддршка на 2 француски пешадиски дивизии. Целта била да се изврши пробивот и на тој начин да се стигне до регионот Неготино, Криволак, Градско и да се раздвојат 11-тата германска армија и првата бугарска армија. Железничката станица Градско била крстосница и тука биле главните депоа за храна и муниција на 11-тата германска и првата бугарска армија. 3 дена после пробивот требало да се почне со офанзива на делот помеѓу реката Вардар и до Иранското езеро, додека пак офанзивата во Битолскиот дел требало да започне 9 дена после пробивот на Доброполе. Според планот, сојузничката војска била поставена во 2 реда, со цел откако ќе се пробие фронтот, првиот ред на војската да отстапи место на вториот ред, кој пак веднаш ќе продолжи со пробивот, со свежи, одморени сили, со задача да не се дозволи да се консолидира одбраната на бугарските позиции. Растојанието на позициите помеѓу првите ровови на сојузничките војски и бугарската војска било од 40 до 350 метри. Оперативниот штаб на српската војска, со кој командувал војводата Мишик, бил стациониран на врвот Флока, кој се наоѓа помеѓу Кајмакчалан и Доброполе, од каде го наблюдувал фронтот. Главниот напад требало да се одвива на делот на втората армија. Со оглед на тоа дека Доброполе
е на надморска висина над 1800 метри. Одлуката била да се почне со офанзива, кога ќе се создадат поволни временски услови. На 14 септември 1918 година, во раните утрински часови, имало густа магла на делот каде што се планирал нападот. Посебно во пределот на Доброполе и околните планински врвови. За кратко време, маглата се подигнала спрема север и во целост се расчистил просторот. Во 6 часот и 15 минути војводата Мишик испратил шифрирана порака до командантите на единиците. Испратете 14 офицери и 8 војници, што значело дека со офанзивата ќе се започне на 14 септември во 8 часот. Во 8 часот започнуваат со дејство 533 артилериски орудија на сојузниците по главната позиција на бугарската војска, рушејќи ги препреките од бодликава жица, наблюдувачниците, а особено рововите. Потоа огнот бил префрлен на митралеските гнезда и засолништата помеѓу првиот и вториот ред на бугарските ровови. Додека поголемиот дел од артилериските орудија продолжиле да дејствуваат во длабочина на бугарските позиции, мал дел продолжиле да гранатираат на првата линија на ровови, со цел да спречат истите да се поправат. Тешката артилерија дејствувала на бугарската артилерија со цел да ја неутрализира. Околу Пладне, сојузничките војски се упатиле од засолништата во првите ровови и се подготвиле за напад на делот на втората српска армија, при што направен прекин на гранатирањето со намера да се расчисти просторот од чадот и прашината, за да се видат резултатите од гранатирањето. Од извршеното авионско извидување било утврдено дека резултатите од гранатирањето не биле во целост задоволителни, поради што продолжило гранатирањето до доцна во ноќта. На 15 септември, во 4 часот, продолжило гранатирањето, пошто во 5 часот и 30 минути започнал пешадискиот напад. Благодарение на тешкото гранатирање, со кое биле уништени голем дел од утврдувањата на бугарските позиции и бројната надмоќ на сојузничките војски, постепено почнале да паѓаат првите позиции на бугарската одбрана. Бугарската војска со контранапади се обидувала да ги поврати изгубените позиции, но со внесувањето на свежи сили од Тимочката и Југословенската дивизија, постепено бил пробиен фронтот, најпрво околу Доброполската река, а потоа и на Доброполе. Околу 20 часот и 30 минути на 15 септември од 148-иот колонијален полк на 122-та дивизија заземене и врвот Сокол, со што целата главна позиција на бугарските ровови била во рацете на втората српска армија. Со тоа бил извршен пробив на бугарската одбрана во ширина околу 14 и длабочина 3 до 4 километри, принудувајќи ги бугарите да се повлечат кон север. На 16 септември биле заземени и резервните позиции на бугарската одбрана и до крајот на денот бил пробиен фронт во ширина 25 и длабочина од 10 до 12 километри.
Со повлекувањето на бугарската војска, сојузниците не застанале, туку српската војска со несмален интензитет продолжила напред. Франше Деспере побарал од војвода Мишик српската војска да ја намали брзината на напредување, со цел логистиката и артилеријата на француската војска да може да ги прати, на што Мишик одговорил дека нема застанување додека не стигнат во Белград. На 18 и 19 септември британската армија, помогната со 2 грчки дивизии, отпочнала офанзива на 9-тата плевенска дивизија кај Дојран. И покрај тоа што офанзивата на тој дел била неуспешна, целта на британците била постигната. Не дозволиле 9-тата дивизија да се прегрупира и да даде поддршка да се спречи пробивот на Доброполе. На 29 септември во 23 часот бугарска делегација во Солун потпишала капитулација која стапила на сила напладне на 30 септември 1918 година. Пробивот на Доброполе се смета дека е почеток на крајот на Првата светска војна.